Драги приятели, вечера по-точно кажа на ноќеска, одлучив овој пат да не го пишувам неделниот хороскоп, бидејќи се работи за неделен новогодишен хороскоп, сакам лично да ви се обратам, воедно и да ви ја честитам новата година, да ви посакам се најубаво во новата година. Значи, драги пријатели, ќе почнеме од првиот зодијачки знак, тоа значи од овенот. Кај него сабота и недела, значи вчера и денеска, месечина ќе престои во 7 куќа, што значи нема активно поле, може да очекувате ренесанса во односот со партнерот, ќе ви се зголеми популарност кај спортивниот пол, додека пак веќе понеделник, вторник и среда не ви се баш најполно и најемотивно поле, бидејќи месечина ќе биде во 8 куќа, значи куќа на блокади и пречки. Може да донесе љубовни посетени сцени со партнерот, така да внимавајте со колку китирате за нова година, додека веќе во четврток и петок месечина во 9 поле, значи оптимизмот ќе ви се врати, духот ќе ви се исполни со емоцијно и со авантуризам. Не е исклучено пократка авантура, поточно како последица веќе на љубовните посилните сцени од сабота и недела. Или кој е период кога сонцето е влезено во вашата 10-та куќа, во куќата на кариера, значи исклучително поволен период, кој опрашање работа и кариера, ќе ви се даде можност да напредувате, полно за почнување на собствен бизнес. Или кој самата 2019 година ќе ви донесе полни промени кој опрашање на образбата и или патувањето и работа со странство. Да поминем вториот зодијачки знак, тој е бикот, кај него, значи вчера и денеска месечина во 6-та куќа, тоа е работа и здравје, значи емоциите ќе бидат насочени кон работата и кон работата, кон настаните на деловно поле. Но можда и некој контакт со некој од работа. Понеделник, вторник и среда се исклучително полни и неемотивно поле, месечина ќе ви во 7 куќа, тоа е куќа на брак, заедничко живот, значи ќе донесе ренесанса во односот со партнерот, треба да имате исклучително убав дочек на оваа година. Значи ќе бидете во центар на вниманието, популарноста кај спортивниот пол ќе ви се зголеми. Но за разлика од добриот провоз за нова година, може да додат последици љубовни посетени сцени со партнерот, конфликтот, особено во четврток и петок, кога месечина ќе биде во 8 поле, поле на блокади и пречки. Иначе кај во свој период кога најмногу неголем, мислам, заинтересираност ќе покажете кон страната религија и филозофија, сонцето е во 9-та куќа, значи полно е за работа со странство, за долги патувања, за надобразба ако студирате, полно е за испити, особено до втората половина на јануари. Кај близнаците, сабота и недела, полно за игрите на среќа, значи може да се коцкат, месечина е во 5-то поле, тоа е поле на љубов, деца, сега, значи ќе дојде ренесанса во односот со партнерот и децата. Ова е период кога преку децата може да живеете голема радост, дека веќе понеделник, вторник и среда, без разлика што се новогодишни празници, вашите емоции ќе бидат насочени кон работите и настаните што се случуваат на деловно поле. Поволни промени на емотивно поле може да очекувате во четврток и петок, кога месечина ќе биде во вашата 7-ма куќа, значи куќа на брагот, заедничко живење, ќе донесе ренесанса во односот со партнерот, ќе ви е зголеми популарност кај спортивниот пол, така да четврток и петок ќе биде необави денови за љубов или неемотивно поле, ако веќе пропушите сабота и недела. Сонцето во овој период транзитира низ вашата 8-ма куќа, тоа куќа на блокади и пречки, значи треба да обрнете внимание на финансиите и на здравјето, особено во ракувањето со туѓите пари, позајмиците и кредитите. Ова е поволен период ако имате за наплата туѓи пари или пак ако е во прашање расчистување на имаминско-правните односи. Значи ако е во прашање наследство. Кај раковите, сабота и недела се денови кога емоциите ќе бидат насочени кон домот, значи кон родителите, од кои може да очекувате и поддршка на емотивно поле. Но тоа е период кога родителите ќе се обидат да влијаат врз вашиот емотивен живот. Понеделник, вторник и среда ќе ви, значи токму кога ќе се чека новогодишните празници, ви се поволни, бидејќи месечина ќе биде во вашата 5-та куќа, куќа на љубов, значи преку партнерот и децата ќе живеете голема радост, полни се на емотивно поле, а веќе во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон работата и здравјето, поточно кон останите на деловно поле.
Иначе, влезени сте во период кога популарностите ќе се големи, многу ракови ќе се најдат во центарот на вниманието, некои од нив ќе се појават и во медиумите. Во исклучен поголем период за оние што се во правосудството, во медиумите, значи полно е на тоа поле и како за започнување или расчистување на судски спорови. Кај лововите, месечина, значи во сабота и недела во нивна трета куќа, активноста ќе ја зголеми. Тоа е период кога може да очекувате подршка од роднините и другарите на емотивно поле. Но и деновите со сабота и недела ќе бидат склони кон заљубување, кон љубов на прв поглед. Додека за новогодишните празници, понеделник, вторник и среда, емоциите ќе бидат насочени кон домот, може да очекувате родите подршка од родителите, че без разлика дали дома ќе слават или некаде, сепак ќе биде поврзан со домот, емоциите. Полни промени може да немотивно поле да очекуваат во четврток и петок, во месечен ќе биде во нивна пета куќа, во куќа на љубов, деца, сес, хазарни игри, творештво. Инаку, во овите влегува исклучително поголем пред кој работа во прашање, бидејќи сонцето транзитира низ нивна шеста куќа на работа, значи ќе се даде можност да напредуваат. Ова е одличен период за лавовите кои сака започнат собствен бизнис или да сменат работата. Кај девиците, сабота и недела се денови кога емоциите најмногу ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, значи се ќе гледате низ призмата и парите, што и емоциите нема да бидат исклучени. Во понеделник, вторник и среда, значи за новогодишните празници, емоциите ќе бидат насочени кон комуникативноста, ќе ви се зголеми, значи може да бидете во центар од друштвото, може да очекувате емотивно поле подршка од роднините и другарите. А веќе четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон домот и родителите, значи кон домашната атмосфера, родителите може да очекувате поголема подршка на емотивно поле. Девиците во овој период има зголемена творечка енергија, значи сонцето во нивна пета куќа на љубов, деца, се хазарни игри, творештво. Многу девици може да донесе и нова љубов, значи плодноста е зголемена, но е полно за игрите на сеќа, следите ги редовно, особено некаде од 20 јануари, кога е можна и поголема добивка. Кај Терезиите, денес и утре месечни во нивниот знак, значи во нивна прва куќа, кога зборувам за знаци, зборувам ако се родени во знакот на Терезија, кај ви познакот во Терезија, втора куќа во Шкорпион, значи секогаш обавезно ви слушате или читате оно што кај што е за вашиот познак, бидејќи многу ќе ви биде попогоден. Значи, кој што реков, денеска месечниот и утре е во Терезија, значи они ќе бидат емотивно напнати и во зависност како се чувствуваат, така и плановите ќе ги минуваат или одлуките. Понеделник, вторник и среда месечен ќе биде во нивна втора куќа, тоа е куќа на пари, материјални работи, на добивки, на печалба, што зборува дека се ќе гледат из призмата на парите, без разлика што е нова година, ќе планираат како и што во што да уложат, или пак врските што ја воспитуваат за нова година, ако се во друштво, повеќе ќе бидат на материјална отколку на емотивна основа. Четврток и петок ќе ве зголемат комуникативноста, но може да очекувате подршка од роднините и другарите на емотивно поле. Каде во овој период сонцето транзитира низ ваша четврта куќа, тоа е дом, семејство, значи исклучително поголем период за работа со недвижни, тргови и услужни дејности. Може да очекувате поголема подршка од родителите, иначе ова е одличен период за Терезиите што се занимаваат или имат домашен или семејен бизнис. Кај Шкорпиите, вчера, значи сабота и денеска недела, престојниот ден, месечината ќе биде во нивно 12 поле, значи поле на подсвест, мала нервоза, повеќе поголеми љубовни последици со партнерот. Подобрување на емотивно поле може да очекувате во понеделник, вторник и среда, кога месечината ќе транзитира баш низ нивниот знак. Тоа значи за новогодишните празници ќе бидат исполнети со емоции, но и ќе бидат склони кон чести промени на расположението, мислам во зависност како се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. А веќе во четврток и петок емоциите ќе ви се насочат кон парите и материјалните работи, значи кон печалбата. Врските ќе бидат повеќе на материјална отколку на емотивна основа. Инаку овој период кога комуникативноста ви е зголемена, значи побрзо и полесно ќе склучувате врски, поволно за трговски сделки, може да ви донесе и кратки патувања како подршка од роднините и другарите.
Кај стрелците, ова е период, или поточно да кажем вчера и денеска, месечни во 11 поле, тоа зборува или 11 куќа, дека ќе бидат обкружени со пријателите кои ќе се обидат и да влијат врз нивниот емотивен живот. Но овие два дена се и денови кога може да поистоветуваат пријателството и љубовта, значи пријателство да им помине во врска. За жал, за време на годишните празници, тоа е понеделник, вторник и среда, месечниот ќе биде во нивна 12 куќа, тоа куќа на подсвесни пријатели. Значи ќе следи депресивно чувство на несаканост, а со партнерот може да проявуваат љубовни пасивни сцени. Подобрување на емотивно поле може да очекуваат во четврток и петок, кога месечниот ќе биде во нивниот знак, поточно во нивна прва куќа, значи ќе бидат исполнети со емоции, ќе донесе ренесанса, еден вид со односот со партнерот, но и ќе бидат склони кон чести промени на расположението. Кај стрелците ова е исклучително поволен период кога се опрашање парите и материјалните работи, бидејќи сонцето транзитира низ нивна втора куќа, значи пари и материјални работи, ќе се зголеми печалбата. Влезени се во период кој се препрачува или полно за инвестиции, бидејќи вложеното многу брзо ќе се врати. Кај јарците, вчера и денеска, месечниот се наоѓа во нивна 10-та куќа, тоа куќа на кариера, значи емоциите денеска и утре ќе бидат или ноќеска и деношен пред нас и вчерашниот кон работата, кон кариерата, кон настаните на деловно поле. За време на годишните празници во понеделник, вторник и среда ќе бидат во нивна 11-та куќа, тоа куќа на пријателите, значи ќе бидат окружени со пријатели кои ќе се обидат да влијаат врз нивниот емотивен живот, но тоа се денови без разлика што се новогодишни празници може некој пријателство да помине во врска. А веќе четврток и петок може да дочека една непријатна ситуација на емотивно поле, значи депресивност, месечниот е во 12 поле, ќе донесе чувство на несаканост, со партнерот ќе продолжуваат љубовни пасивни сцени. Наред дојде Водолета, кој се изначека досега, значи кај нив вчера и денеска, месечниот во нивно 9 поле, тоа е поле на духот, значи духот ќе биде исполнет со емоции, но и со авантуризам, најмногу ќе прилегува странците, значи не е исклучен и пократка авантура. Додека за време на годишните празници, месечниот ќе биде ваша 10-та куќа, тоа е куќа на кариера, врв на животот, значи емоциите ќе бидат насочени кон работа и кариерата, без разлика што се на дочек на нова година или дома или било каде. Значи врските што ги воспоставувате таа вечер или комуникациите повеќе ќе бидат поради статус од емоции. Веќе во четврток и петок може да очекувате поволни промени на емотивно поле, поточно поддршка од пријателите на емотивно поле, тоа се и денови кога ќе поистоветувате пријателството и љубовта, кога пријателство може да ја помине во врска. Мора да кажам дека вие сте влезени во еден негативен период, бидејќи во овој период сонцето транзитира низ вашата 12-та куќа, тоа е куќа на подсвест, значи ќе ви донесе недостаток на енергија, не е полно за нови почетоци, силни единствени пријатели, бидете подалеку од конфликтните ситуации, особено со соседите, бидејќи можат лошо да завршат за вас. И останува уште еден зодијачки знак, тоа се рибите, се изначекани најмногу, значи повеќе и од водолиите. Значи вчера, сабота и денеска недела, ношот ќе започне некоја ноќ. Кај вас месечина во ваше 8 поле, поле на блокади и пречки, значи вчера и денеска ќе се чувствувате малку подепресивно, со известни блокади и пречки на емотивно поле, значи може да продолжат љубоморни пасивни сцени со партнер. Но затоа пак понеделник, вторник и среда, кој дочек на нова година, месечниот ќе биде во ваша 9-та куќа, куќа на подсвест. Пардон, во ваша 9-та куќа, тоа е куќа на оптимизам. Значи оптимизмот на емотивно поле ќе се врати, духот ќе ви се наполни со емоции и со авантуризам. Со авантуризам, значи може кратка авантура за време на годишните празници или паралелна врска. А веќе во четврток и петок емоциите ќе ги насочите кон работата, стари кон парите, така да се ќе тргне во ваша полза која се опрашање финансиите. Драги пријатели, со би сакал да ви посакам се за уште еднашка во новата година, да ви се острат многу на остварени желби, па се надевам дека годинава ќе се дружиме кој и досега.